Ja. Иако не летам многу високо сум горе, меѓу сите звезди без крајот е моје поле. Секој сака да е овде за тоа што таму тоне. Крилја не се доволни за бегството одоле, само бистра мисла носи до таму каде што не се бил. Голи и боси однатре, а однатре што стил кипи нитрил. Се уморив од улоги во филм, сега без идентитетите сум правиот профил. Вака е рад, не правам други тоа што правам. Не сакам да знам колку сите многу знаат. Животот иде пред да погледнам на сад. Грешките се прават да не учат, а не да не каат. Сами од себе не доаѓаат промените. Ти биди избор намера за да се смени се. Разбери се, погледни се и без проблемите. Вака ке знаеш однатре кои се големите. Овака пеам ја во вселената серенада. Овака пеам ја во вселената серенада. Овака пеам во вселената серенада. Вака и пеам ја на вселената серенада. Овака пеам ја во вселената серенада. Овака пеам ја во вселената серенада. Овака пеам во вселената серенада. Вака и пеам ја на вселената серенада. Во преградка на универзумот сум впуштен. После ова нема назад, само сакам уште. Ни утре, ни вчера, постои само сега. Тука е Бог скриен, затоа и не се гледа. Седам, тивко, ништо, тој е мојот дом. А од лабочина треба спраќам 27 ом. Гром мудри за сите да бидат пообудни. Ова се директни искуства, не се колумни. Нема почеток и крај, не е пекол и рај. Единствено вистината е во очите сјај. Знај, ти изворот си секој ден, претопи се во океаните да бидеш вековен. Животот во еден здив, плав или сив, добар или лош, изборот си секогаш ти. Поглед когаш си, прашање за да одговориш. Ни спортат два без врата, пробај тези без да отвориш. Овака пеам вселената серенада. Овака пеам ја во вселената серенада. Овака пеам вселената серенада. Вака и пеам ја на вселената серенада. Овака пеам ја во вселената серенада. Овака пеам ја во вселената серенада. Овака пеам во вселената серенада. Вака и пеам ја на вселената серенада. Пееш, брат, да ти кажам, право, еве сега. Браво, 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 одлично. Тони Зен, човече. Да. Браво, фала ти, брат, што ми дојде. Фала Знам на дека си поканата. човек со обврски, знам дека фамилиарен живот сега сите марифети, малце поинаку е. Се снаоѓаш вече? Да, се снаоѓам. За се Се си има. снаоѓам и да ти кажам право, ми е многу убаво. Има периоди и неубави и убави и кога ќе се разбереме и погледнеме низ тоа и кога ќе се прифатиме низ сето тоа, има еден момент што е Браво. прекрасен. Зборам за изборот На избор. за изборот од изборот. Да, буквално е и Ја. така е, убава е хармонијата. Хармонијата. во Да, и секој многу случај. важно и спокојот и мирот пред се сам со себе, Шубо си го рече. за да се тоа манифестира, рефлектира како иде надвор кај Така, другите. така. Најважната работа кај секој човек, битие, е да се некако пројде низ искуствата и да дојде до некој со себе. Така, да Убав се договор. освои, Да. Да, Еве. да се најди себе Да, си. да, негде. да. Тука си. Најултимативно или најважното како цел, мислам дека е без исклучоци за секого. Браво, браво. Пошто на крај секој си сака да му биде убаво. Не знам дали некој сака неубаво да му биде. Има што уживаат у Да, неубавото, има. пошто Има тоа сега. поистоветување. И јас многу пати у неубавото за инат бе. Да, бе, да, ќе си најдиш убаво во него. Да, ама има Браво, браво. Многу е. и избор. Има, Постои. ама се осеќа со реалноста, почнувајќи од цела музика, па до сите муабети што ги имаме направено и се знаеме веќе долго време. И јас уствари те знам, уште битола пред, не знам колку има многу време. Па многу сме, тука сме ети генерација, Да, не ги тука угодавме сме патот. негде. Да, и знам дека пушташе музика во многу кафичи тогаш имаше Гете. некој. Да, во Гете беше, во Гете долу во дупката. GTA. Да, јако беше.
Јако, убај времење. Сум ти били на концертот кај што слетава Борис Трајковски разгоре на сите марифети. Се знаеш исто огнен и тој требаше да е тука негде, ама го нема. Битбоксеро. Не знам кај, ќе ни стропаше малце и ни влезеше, ама изгледа со мајстори. Ја мислам ќе се појави од негде, од згора ќе се симне. Тој стално е со мајстори кој ќе не го очекуваш се појавува од негде, никнува. Од таму. Денес го нема. Кажи ми, брат, последно, луѓето знаат сега веќе му е јасно дека и пушташ музика и дека нон-стоп си по журки, ама пред некое време, ти знам дека си тераше кариерата и после тоа па си се врати малце на диџејството. Имаше луѓе што нешко правевме муабет демек, брат, што му текна са Тони ќе пушта музика? Да. Тој не му текна од сега да пушта музика, Тони си пушта музика од пред. Да, тоа е многу нормално да се случува кога луѓето не следат. Следат само тоа што е актуелно, моментално и хитот и толку, не навлагаат повеќе. Тоа има луѓе што следат буквално се. Знаеш, патиките му се одврзале, патиките ти се одврзува проблем. Знаеш, или не знам, си направил нешто, ќе знаат одма. Јас сум бил таков како фан и мислам и уште сум, кога ќе следам нешто, сакам да знам зошто тој пушта музика, како почнал. Меѓутоа не се сите такви, ги разбирам и само ќе им кажам дека мене ми е, не знам. Истото ми е и пуштањето и пишувањето од самиот почеток, од кога сум се фатил за тоа е крајот на 90-ти и двете работи, мислам, пак е хип-хоп, е DJ и MC е... Дефинитивно, ама луѓето не ја гледат поврзаноста меѓу работите. Пример, јас се занимавам се и со видео, и со музика, и со емисии, и со чуда, ама сето тоа е дел од една љубов кон музиката, едно семе и тоа расте, нели, дрвото, па шири гранки, ама едно е у суштина. Дефинитивно. Ме интересира како успеваш да ја најдиш хармонијата во тие приказни фамилиарен живот, пошто нашата професија е малце немилосрдна по тоа прашање. Да. Проклета е. Да, скроз. Се враќаш во 6 савајле. It's a curse. Бога ми. Не знаат луѓето каков е тој. Кажи ми како наоѓаш, како успеваш да најдиш хармонијата во цела приказна? Знаеш како, ако мислам клише е тоа, кога се сака, све се може, ама така е. Така е. Дефинитивно. Тоа можам да кажам, што повеќе, ако зборам поише ќе филозофирам. Значи, ако се сака нешто и ако направам одлука, јас да бидам дисциплиниран и да го посветен на тоа, можам. Ако сакам да бидам обратно, така, и тоа можеш. И тоа можем. И тоа го разбрав дека ние носим одлуки, правиме избор, тоа што сме го избрале и таа одлука што сме донеле, таа ја живееме. Све може да се постигне, за се има време, простор нормално, само е потребна, да речеме, некоја од внатре, некоја убава, чиста намера за тоа да се направи, да се следи само тоа. Така, убав. И сега гледам доста актуелно у светот нешто као, нели, се има се сослушуваат луѓе, почнаа да се сослушуваат као анксиозност, па на procrastination, како се вика, одложување уствари на нештото, као сега проблеме, као тема овака со наслови, као што да правиме, па тие коучови као ги учат луѓе. Да, таму е. Седи тука, прибери се и терен живот, немој само се жалиме со термини, внимание сакаме. Сакаме внимание и тие што можат добро да го направат тоа како шоу, го пакуваат у такви, ќе му старна тоа анксиозност. И сега се збори за тоа, имаш семинари, не знам. Викам, ние раставме така у депре услови и идеме низ тоа се правам избор. Не можам, не можам ово да ми целаме внатре. Играта не е надвор. Меѓутоа се станува тоа као нешто мода е. Нешто е мода, него има многу влијание технологијата, тоа прави комфорт. Тој комфорт, мислам, јас зборам пак секогаш кога зборам го кажувам ова, зборам од себе. И тоа ќе ми направи мене само пролонгирање на работите и тие работите ќе стојат пошто имам друга занимација. Таа занимација ништо не постигнувам додека тоа го скролам или гледам, само губам време, да речеме. Наместо тие пола саат, 2-3, да направиш нешто може корисно, не знам, не мора да е тоа кузне што. Нешто што ќе биде каде што еве ќе се јас себе нисто искусам убаво и ќе ми биде убаво, ама ја не да му дам внимание на тоа, па нормално после ќе има анксиозности, ќе има одложување, или пролонгирање на работите, депресија, anxiety. Тоа е. И сега сите за тоа се добро, окей. Веќе е популарно многу, дури луѓето, јас гледам дека
народот обожава сите општо, почнувајќи од домашни па натаму, сите сакат жртви да бидат последно. Да. И некако то И да се љути. да, љутото жртва. Ој, ја љут, нема шанса. И тоа е тоа што уствари полесно е да речиш дека си анксиозен отколку да преземиш нешто, а не дека ние... Да, и криво е окружувањето, секогаш другите се криви. Другите. Никогаш не е однатре. Никогаш не сме ние приказано. самите криви, све другите се криви, така се наместиле работи, да се местат работите, ама можам јас на тие работи да изберам да бидам поубавата. Така. Кратко и јасно. Дефинитивно. Значи, и многу убава работа кај човекот што е у предност од сите други живи битија. Не знам, може има некои други што не ги знаеме видови, па се понапредни. Веројатно. Не сум ги видел, ама да. има, се зборува. Сигурно. Ние свесни сме дека имаме избор. Не знам за другите, инсектите или животните, дали имаат свесност да направат избор, меѓутоа јас знам дека ние имаме свесност Така. развиена да направиме избор. Ке се напијам или нема да се напијам. Така е. Кучето нема баш како нас, ако му кажам седи дома, ке седи дома. Па Тој може така е. ке рече правам избор да искочам, не може да искочам. Зависи, ние сам глуп пример, ама така е. Не, ние таман имаме си. предност голема и треба тоа само да го Само уште да знаеме да го искористиме то. Го користиме, ама треба за да ги избегнеме сите тие страдања, нешто треба да направиме изгледа обратно тоа што веќе за сега сме го правеле. Браво. И да го сврдиме вниманието натре и тука малце да видиме сега што е. Што се случува? Да, кои се се овие Да. појакиве сили, зашто сега бе. Само внатре и кому му се случува ово? Единственото прашање. За да си олесниме. Така. Наместо да нешто мудруваме или па убаво мудрување, мудруваме или или нешто размислуваме многу на некои работи кои што врска немаат, не? Да, така си е, брат. Така си е, дефинитивно. Јас имав Колку момент... пари оне кузне дал за Да, бе, ракети нешто ги земал ти Да, тоа. бе, да. Знаеш колку пари троши? Толку небитни Не, муавети. битни глобални се, може Да. би се за некој, меѓутоа не На крајот на навлекува. денот, да, нема тебе да ти дојде од мир во никој случај. Не, ама и гледам дека е тоа многу ретко луѓето седнуваат што се вика во гледало да си се спознат себе си прво. Од тука тргнува приказната. Точно. Дурне си се спознаеш себе си, дурне си Да. признеш што се си, што не си, што можеш да направиш. Ако се спознаеш како што треба после тоа, значи буквално можеш да правиш што сакаш понатаму. Мање више. Да, со себе. Со се, фала Богу, за другите Не можеш да отидеш у Америка без да отидеш во дефинитивно, амбасада да. и без виза. Дефинитивно, Се зезам. ама- Можеш, ама пак е Боже, свесен ќе одиш дека имам Мексико, да. ќе има Не, таму се шалам. начин. Увек давам глупи примери, ама кога веќе се нешто колку толку знаеме и да не бидам некаде, не знам, у тој момент или при мен или не знам, па Поинаку е. убаво ми е. Мислам, се прифаќам или се приметувам низ тоа и е друго. Дефинитивно. Друго е. Нема да има анксиозност, Така е, одложување, тоа беше. да. Anxiety, нема да има depression, тоа, Да, да. него ќе биде окей. Да, бе, то беше, имаше некој правеше баш муавец сега скоро. Зборавме на темата, вика брат, ние не Или ги знаевме. булинг збора. Да, бе, да. Булинг. Тоа го малтретира, Насилство, тоа да, ние бе. така растеме, доаѓа, тој заушка, бам, ови ќош добро извини. Така е. Сендвич дај ти гризнам, ќе ти гризнам, Така нема е. шамар, бам. На флипери, кој е појак, тоа е. Ма така е. Знаеш, Булинг. Јасно ми е. Многу сензитивни теми за тие Но, денешно време. Јасно ми е, Сензитивни си јасно ми е луѓето. све, меѓутоа да не им толку многу даваме, пошто се пак као некои убаво е да се збори за тоа, меѓутоа треба да се збори на лице место кога тоа се случило, реши Така. го, завршија комуникацијата, не многу се драми, не се дешаваат работи. Така е. Научите Секогаш ги се дешавале. Да тие таму да не го прават тоа следниот пат, Така е. да речеме. Така е. Ама не, секогаш дури били и полоши времиња некогаш, ко немало ни камери ни телефони. Да речеме. Ама ајде сега, да, Да не речеме, навлекваме сега- на темата. Сега нема мрдање. Не. Сега е се е под контрола. Дојде моето. Дојде твоја муаве. Кој ми вика што пред што пишуваш глупости, тоа што? Абе, добро. Седи, уживај, ќе видиш, ќе си дојде. Сам не само е, многу има така што кажувале работи кои што Да, ама така е, брат. Не за џабе, ние музичарите секогаш сме биле малце ние сме гледаш напред малце времето за да
да дојди муаветот Какви да сме се ние? врати. Кажи ми, кога сме веќе на тема музика, си пушташ редовно, си правите лом со колегите. Со Мартин и нон-стоп. Бугимен се ме интермецо Нон-стоп. секоја сабота, ние као Street Soul така. Delight веќе добри, па 7-8 години, мислам дека од 2016 негде. Браво, браво. Поздрав до 17-та, двајцата. да. Треба и ни да викне. Треба уствари да дојдете тука да пуштите некој музиче, да, реално. Дефинитивно, Ако дефинитивно. се организираме, може тоа да се случи. Да. И цитираме убаво така стабилно интермецо секоја сабота. Ја покрај тоа и справам, пример, не знам, албум за себе, Браво. за Браво. реклами, рилсови, некои нешто тие, некои Ја, модни да, бе, работи, што да. претходно ми било несвојствено, затоа Така е, што така е. не знам како да го правам, меѓутоа ми се допаѓа, се вложувам да. у тоа и тоа е исто проект како правење песна. Некако у тие работи се најдов во изминатиот период и Јако. окей ми иде, да ти кажам право. Да, бе, супер, бе, брат, супер. Да, со другарот Влади и со Smoke Panda исто некако се најдовме у тоа, аудио, видео, екипа и Јако. у моментиве тоа се случува со Нино Васков, Ики исто Браво. времето, Шапковски Огнен исто, Да, Белем. така е. Се Таа најдов, не екипа. после пауза, да, пак Да. тука, знаеш. Браво. Добро, Мерти Одлично. Бертан ги нема, они се по страна. Ги немам чуено Па одамна. нема. Не се тука? Ме напуштија. Иначе ќе работевме се уште. Да, бе, знаеш, да. Пошто вага гледам како се враќа со Сладкар пак, знаеш. Браво. Се случуваат работи баш у периодов сега, овие година, две, што претходно пред 15-10 се случувале. Браво. Имало паузи, сега повторно си се враќаме. Да, виж сега Со плюс минус луѓе. почна други. да ме онаква љубопитност Со тебе сега, да. Да, бе, да, ќе направиме све. Абе мора, брат, мора да се дешава, мора да се вртат работите и да оди работата напред, пошто некако имаше еден период како да се стиша цела сцена да, општо, да. како да снема музика Па наеднаш. се смени нагло многу. Се Се смени. смени нагло, дојда нови дечки. Промена се смени огромна. буквално целиот наратив. Знаеш ко- Да, така си. Ова го фрламе, ова играјте го сега. И тие го играат тоа. Целата, да, Мене целата искрено не ми перцепција. беше тоа прифат, не може да го прифатам, ни да го пуштам, ни да го овакво. Си се у себе нешто повлеков и не правев ништо. Си остана true to yourself. Па не, Вистински, може би и тука излезе изборот на изборот албумот, семејство и Одлично, некако мислам дека тоа ми беше правилен избор. И јас мислам да ти кажам право. Не може да се прифатам у тој бран. Не знам, не може, не сакам да го возам тој бран. За да покасно се спремам за да го возам, не тој, ама малку подобар од тој. Мислам, тоа веќе 2012 веќе почна рапидно да се менуваат нови артисти, музика, саундот, све. Мене ми сметаш искрено. За после некој време да се прифатам низ тоа и Абе, види, да го слушам и да го пошто ова е добро, викам, има добри работи. Да, има. Има добри работи. Има. Ама, знаеш, тоа е уствари изборот на секој артист. Не можеш да го возиш секој бран што иди, знаеш. На крајот на денот, порано беше артистот тој што ја правеше траката или музиката или тој што го даваше духот во приказната. Едно време стана продуцентот, духот и сега сите возат, сега се бара битот. Кој е битот, најдобар бит да имаш. После тоа го сакаш, општо мислам, не само за кај нас, него во светот. Клаваш бит некој добар и кажуваш еден збор Gucci Gang 10 сати и тој ти е зборот. Тој бран се трнав да го возам и искусен сурфер чека. Па тоа е Искусен тоа. сурфер ако треба ќе чекаш. седи Така тука, е. киде Назаре бранот од 100 метри ќе го чека, ама кога ќе го дојде ќе го извози убаво. Епа, јас така правам. Паметно, брат, паметно. Колку и да Свирки паѓам, уште се уште го возам бранот, стварно не знам ништо, ама се е по планот. Да си жив, си вак. Планот кој е? Планот е Планот е Јас. да си возиш. ти, ја, да. Да, бе, дај да направиме уште Само нешто. така. Што сакаш да свирниме сега? Ајде. Смудзила. Ја. Ова е нешто како трае Cold Quest, J Dilla, Beat Rock, Dela Soul, Марк Фарина.
Ја од секогаш сум бил овака chill out 4-3-2, ова е нешто како Tribe Called Quest, J Dilla, Pete Rock, Mark Farina. Ја од секогаш сум бил овака chill out, Smooth Zilla. Ја сум заебал и ме заебали, сме паднали па сме успеале, сме растеле па не се ни гледаме, немаме време за тоа што порано сме го терали и буквално го јадеме ова што сме посејали. Движен по такто се уште едно ово проклетство и што и да чуе за мене уште сум у полето. Јас сум окей, а ти држи се за твоето, моето е растено од колено на колено, длабоко во него, под небото отворено. Музиката е причина за срцево исполнето. Да, 1-2 се ми започна од клупа, клубот побара журка, а јас чаше бурбон дупла. Во соба глува пак, не ја знам причината, може би дека и таму ја пронаоѓам тишината. Просто пишувам, проста е вистината, да разберат силни по старите и младинат. Можда не сум поедно, искуствата се поетски, седам на столицата домакински и боимски. Редам овака зборови, не сум Достоевски, понекогаш глупости, понекогаш и совети. Целта ми беше да се отвори патот со рап од старите глави, добро знаат како се кршеше мразот. Сега е намален гладот, добро го продавам газа, сум истиот, само што сега викаме братот. Викаме братот. Викаме братот. Братун. Братуле. Ова е нешто како Tribe Called Quest, J Dilla, Pete Rock, Dilla Soul, Mark Farina. Ја од секогаш сум бил овака chill out 4-3-2, ова е нешто како Tribe Called Quest, J Dilla, Pete Rock, Farina. Ја од секогаш сум бил овака chill out, Smooth Zilla. Ќе ме направи. Брату. Немаш не да се радам од да не сум ни тренал. Браво. Звер. Одличен. Многу добри песничи. Може вака да цитираме ова, само да знаат сите дека е од прва се дешава, не мислам од прва, втора првен да го чуе, да го погоди. Да, јас ги слушнав акордите од прилика, па не знам дали ги погодив, ама супер се. Цел живот си правиме глупости, си правиме кеф на душата. Тоа е најбитно на крајот на денот. Артистот е тоа. Глупостите, искреноста е... Так. Многу луѓе не го сваќаат тој дел. Не би треба да го сватат. Да, ама и од артистите општо. Јас ги гледам дека голем број од младите артисти, мислам, немам не почит кон никој, сите ги почитувам, нема збор, поздрав до сите, ама има многу голем број на артисти што влегват во приказната само заради некоја финансиска или кул аспект или нешто, не дека искрено сакат нешто да пренесат или да донесат. Добро, ама и прајање пари уметност. И ти си прав, не можам да речем. До некаде. И тоа е нешто, знаеш. И тоа е уметност. И тоа треба да знаеш да го направиш. Треба, значи, да се облечеш лошо е уметност. Да правиш многу пари и да ги трошиш на глупости е уметност. И тоа е уметност. Исто како што прават глупи некои уметнички арт инсталации. Да. За мене не дека е несватливо. Глупо е. Глупо е скроз. Исто за моето е за некој е глупо или твоето. Така да тоа е сосема некоја тема која што е флуидна, сеопфатна, жива е, нема тука некој некоја дефиниција, нешто правило. Едноставно биди тоа што си, биди автентичен. Биди си тој во представи го внатре што ти е, што и да е тоа, презентирај го, ќе го прифатат или нема да го прифатат. Ки имаш или нема да имаш. Така е, брат. Тоа е. Убај муавети отепавме, ти кажам право. Кажи ми, ме интересира за времето кој беше хаос, музичката сцена, кој бевте сите што правевте на моментот музика и хитои, кој бевте затворени цело време, не бе затворен. Мислиш за Не бе, зборам за ковидот. Не бе ковидот, зборам за музиката кој беше на времето музика, зборам пред 2011-та. Тој период кај што нон-стоп хитој, не знам. Ти слетваш од озгора Супермен или блекваш со джипот кај Слаткар на концерт или нешто се дешава. Кажи ми, дали ти фали таа еуфорија. Таа еуфорија, таа почит кон македонската музика и артисти што имаше тогаш. Да. Ми недостига и сега повторно некако тоа го правиме. Полека го манифестираме. Да, еве сега гледам Слаткар дека ги направи сите 3 концерти поред и турнејата и има одзив, има луѓе. Одлично, тоа е. одлично. И сакаат
жедни се за нешто такво. Знаеш, види, фала има Богу. секаков тип на публика и секаков тип на артисти, што е многу подобро за разлика од тогаш, кога немало. И ние сме били у тој период кога тоа било. Так, Сега може да изберат на не толку еуфорија и шоу и не знам што, него на по некој минималистички или underground настан. И може да отидеш на нешто што е обратно од тоа. Дефинитивно. И сега гледам дека има и публика и за ова, и жедни се, знаеш, и Да. Браво. единствено што е подобро од тоа време сега што има некако повеќе можности и простор да се И себе промовираат сите. так. Не треба да молиш медиуми, да чекаш термин, билборд да купиш до него. Платформите се такви за да Го имаш билбордот тука е. Колку што не чини за губење време. секој у порталот и само треба, и тоа е умешност исто. И тоа е, Како и тоа тоа да е. пошо веќе младите генерации ти супер што свириш гитара ова све она, ама artificial intelligence ќе те смени. Ке да сме, така е. И сега има таму луѓе кои што многу добро функционираат врз база на тоа и многу добро го Дефинитивно. употребуваат тоа. Пошто е алатка. Дефинитивно. Не треба да се трне на страна која бе лошо, ванземајците дојдат, Да, дојдат, да. ние сме тоа, напреднавме. Така е, Прифаќаш така е. или не прифаќаш. Така си. И убави времиња без многу TikTok, Instagram, real time у моментот да се снима па да се пушти, еве како е, него треба да чекаш да искочи тоа па да го видиш. Така е. Слики има. Меѓутоа уште па поубаво ми било кога сум идел на концерт или настан кај што уопште не постоел телефон. Тоа е факт. Да речеме. Тоа е дефинитивно. Други времиња беа скроз. Фатив Да. мал дел од тие таму со Идол од 2011 кај што не можевме од дома да излеземе буквално. Така и вие бевте беше- звезди, ама треба да те бркат, не може да те Така видат е. секогаш. Така е. И ти си веќе многу поегзотичен, пошто си Дефинитивно. недопирлив, нели? Така е. Така, сега те гледат нон-стоп. сега Ама на крај на не- денот, па ако не те гледа цело време, ако не преш нешто, па и Ке те не си нема. толку битен. Што Тука правиме е сега со разликата. тоа? Да, пример сега, Страшно не знам, да мало. дојде Майкл Џордан да дојде, брат, што правиш, добар си, добар. Да. Сме го гледале вчера, знаеш, Да, се да, преска да. сме го гледали што правил, пример сега Така, дадов ја. така е. Факт. И затоа стануваат некои работи веќе не толку интересни. Знаеш, и веќе музичкиве артисти од постаро време не дека се жалат, ама го креваат гласот да ги охрабрат сите оние кои што не може да пркнат затоа што доаѓа време кај што уметноста можеби ќе се замени од некои вештачки Така е. интелигенции. Можно е. Не знам докај ќе оди тоа, ама Абе, тука е негде. важно е да не се изгубиме ние како човештво. Така е. Мислам дека автентичноста секогаш ќе си, мислам, човечкиот дух секогаш ќе дај еден едж во приказната. Се Мое додека, мислење да, сега. се додека има од тука живот, а не овдека. Значи, from the guts. Така е. Зенот е за, како си Така е. from the guts, not for the mind. Се додека има тука нешто складирано и е живо, добри сме. Ако се префрли све да биде овдека, Тука ништо, веќе- машина сме, станавме готово. Машина. Мислам, ние сме, Скроз. сега сме негде измеѓу и се бараме. Се бараме, Се бараме се и сега бориме. тоа го кажав и преска. Да избереме вниманието внатре, одма што се префали тука вниманието, тука ќе се случуваат сензациите, Така чувствата. си. И од тука ќе реагираме. Умот само е командир, мајстор на у просторот и времето и дава насоки. Ама сега со ова Абе ќе биди, јас да ти кажам право сум вечен онака ентузијаст општо да шо и да иди, кој брани да иди, шо и да се дешава технологија и така натаму. Знам дека тој што треба го најди патот, не знам оти така се осеќам, тој што треба го најди патот и тој што треба да биди, тој што треба да се направи, ќе се направи. Не дека треба чекаш ти за да ти бидни нешто, мислам луѓето што сакат да си го најдат патот, ќе си го најдат. Што се сака се може, без разлика технологија, не технологија, шо и да е. Така јас се осеќам барем, не знам оти. Од секогаш така Така сум е. размислувал. така Таков сум како човек. види, на крајот пак кога ќе видиш и технологијата е пат. Па,
Фала Богу. Знаеш, Фала ние Богу. збориме се патот ќе го најдеме оно. Фала Богу, брат. Мене тиктокот така ми беше. И тоа е пат. Јас кон избора... Као да му кажем на некој дете, Да. слушај, тој не е прав пат, мојот пат. Да, бе, да. Молам, и тоа е пат Така, ствари. така. Мене со тиктокот тоа ми се случи. Направи тикток, не бе кој тикток јас ќе правим. Направив, ме убеди, така стоеше 5-6 месеци. Ајде го ќе направиме на пародија за смеја. Пародија за смеја, ми се смени начинот на живот, ми се смени начинот на функционирање, музиката ми се смени, сите професии ми се сменија заедно со тој некако како сосем поинаков замав да зеде приказна. Така што ако го користиш како алатка, може многу да поможи и ова. Сега докаде како Со ножот можеш да сенсеј, кај сенсеј убиеш книгата. човек, но можеш и да исечеш јаболко. Так. Убав муавет. Кај Горјанин да ни дојди Сенсеј, сенсеј да ни има дојди некој спремато да ни кампови. Требаше да го Самурајува. викнеме за една смеја, да ни се појави А? тука. Требаше да го викнеме да ни се појави Да. тука за една смеја. Таму. Поздрав, да. Од нигде да рипни, како Да. огнен да излези. Шах! Да, како... Јако, јако. Брат, фала ти многу што ми дојде. Дали сакаш да направиме уште нешто, некој музиче лабаво, или сакаш да ги оставиме Една луѓе ката се да лабават? Да. Не ги знам јас до толку тие, ти можеш да демонстрираш тука. Не. Ако си имаш учено Ја такви може работи. да ти нацртам калиграфија на јапанска, Така? со четката, тоа со... То со катите со не си кадите, многу... Не, сум татко ми на времето, он беше по карате, он беше ептен и убава работа. Браво, браво. Уба работа, сите се устоевте до. Јако. Добро. Брат, фала ти што ми дојде и се надевам дека со ова се што слушнав дека албум работиш и така Да, натаму, дека ќе си дојди малце, ќе се освежи приказната малку. И јас да ти кажам имам едно 5-6 песни скоро готови, која година ќе завршам, не знам, стојат од пред некоја година, ама Ајде. свадби ова, она. Еш малце така, пробавме да се заозбилиме во животот. Али добро е, чим има музика, ќе има убави моменти, ќе се дружиме пак. Фала ти што ми дојде. Фала и на брате, тебе едно за раче. поканата. Да, опа, преку сталаци, преку чуда. А уште нешто вака, ама Уште- не мора да стоиме на микрофоните да се поздравиме. Така, прав си. Не, јас Ми дека текна зборам, преска е вака прам. дека Викам, уста чекай, не мора- затварам Да и- би, або дека уста му не даваме затварам. значење на ова. Да. Бе, тоа е брат, животот е некако како цел Кај живот да микрофонот. држиш микрофонот, да. Да. Фала ти и се гледаме наскоро пак. Се гледаме, се Да дружиме. сме здрави, живи и да си се гледаме. Тоа е тоа, брат. А вие, дечки, се надевам дека ви бевме лабави ова неделно попладне. Се гледаме наредна недела во 18 часот пак тука. Со кој ќе видиме. Поздрав и имајте убав вечер.